По успешно подпишаниот меморандум за соработка со Државната изборна комисија, Сдруженијето Инклузива продолжи со теми вежби за комуникација со лица со оштетен слух и говор, како и со лица со интелектуална попреченост. Работеа на сликовити прикази, лесно разбрив јазик на комуникација, адаптација на прирачници и други пишани и видеоматеријали, вели Благица од Сдруженијето Инклузива. Во наредниот период ќе нуди подршка на Државната изборна комисија во неколку области. Првата е во обука за администрација, потоа ќе следат обуки за општински изборни комисии за комуникација со лица со попреченост. Во Државна изборна комисија одржана е тридневна обука. Со општинските имаме работилници еднодневни. Првата е одржана минатата недела во Гостивар со представници од 11 општини. Сега во петок ни е втората во Охрид, каде и таму имаме представници од 7 општини и поред следат во 10 града, каде што ќе бидат опфатени над 180 представници на општински изборни комисии, кои ќе се запознаат со начинот на комуникација со лица со попреченост. За време на претседателските избори ќе бидат вклучени во изготвување на едукативните материјали со цел да бидат разбирливи за лицата со попреченост. За прв пат да гласаат слепите лица самостојно. Се подготви шаблон за гласање кој беше на Брајево писмо, но можеше да гласа и слепо лице кое не го познава Брајовото писмо. Сето ова доведува до тоа дека невладиниот сектор што повеќе треба да се вклучува во работата на институциите, особено за оваа категорија на граѓани, бидејќи институциите доволно не ја познаваат проблематиката, но и не го познаваат начинот на кој може да се пружи подршка. Прифатена е стратегијата и предлозите на Инклузива од страна на Министерството за информатичко општество. Се работи на новиот акционен план, вели Благица, за 2016-2018 година на отворено владино партнерство, каде што и понатаму се работи на адаптација на веб страните на општините во североисточниот регион.